Организираниот криминал е сериозна закана за секое современо општество, бидејќи тој ја разградува економијата, политичкиот и безбедносниот систем, ја намалува довербата на граѓаните во државата и институциите и создава правна несигурност. Неговата современа, се позачестена димензија да се изразува како транснационален и организиран ја детерминира потребата од меѓународна соработка меѓу државите, што е клучен предуслов за успешна борба на правосудството против него. Ниту една држава сама изолирана не може ефикасно да се избори со организираниот криминал, бидејќи тој не познава граници, не познава нации, вера или политичка или старосна припадност, и затоа соработката меѓу државите е многу значајна за справување со ваквиот криминал. Тој длабоко навлегува во сите сфери и ги засега и загрозува сите. Според тоа, едностраните реакции на државата не се доволни за ефикасна борба против организираниот криминал. За сузбивање на ваквите појави потребно е заедничко и координирано дејствување. Република Северна Македонија ратификува повеќе конвенции со кои се регулира меѓународната соработка и правна помош, вклучувајќи ја и Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичните предмети. Тука би сакал да ја спомна и Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот криминал, чија основна цел е да ја унапреди соработката заради превенција и поефикасна борба против овој вид на криминал. Конвенциите и билатералните договори сепак не се доволна гаранција за ефикасен прогон, туку од клучно значење е решителноста и способноста на националните власти да ги оживеат стандардите содржани во овие документи. Во таа насока е и одржувањето на денешната конференција и подготвеноста на италијанските и македонски власти не само да обезбедат полесна и поефикасна соработка за разменување на информации и поедноставување на постапките за добивање правна помош, туку и соработката да ја продлабочуваат и да ја издигнат на повисоко ниво, како што тоа е предвидено со меморандумот за разбирање за заедничка соработка, кој денеска со почитуваниот обвинител Федерико Кафиеро де Рахо ќе го подпишеме. Сеопфатниот одговор на кривичното право против организираниот криминал бара не само изграден систем на кривично право, туку и систем кој функционира во пракса. Ова определува истражните органи и јавните обвинители да ги надминат институционалните претпреки и одблиску да соработуваат, почитувајќи ја секој својата задача. Исто така, тоа не значи дека институциите не само што ќе ја имаат неопходната обука, туку и ќе ги добијат потребните ресурси за изградба на своите капацитети, за да може да ја исполнат својата одговорна улога. Очигледно на овој план пред нашето јавно обвинителство предстојат важни предизвици за кадровско доекипирање и создавање материјални услови за извршување на неговата законска и уставна положба. Веќе изложените појави на транснационалниот организиран криминал наложуваат полициите, истражните и правосудните органи да тежнеат да комуницираат непосредно надвор од вообичаените дипломатски ограничувања. Тоа е доказ на професионален пристап кон кривичното гонење и израз на силната волја за прилагодување на действијата за ефикасно откривање и гонење на криминалот и заштитата на правата и слободите на граѓаните. Во тој контекст треба да се истакне дека нашите органи не ќе можат да пружат меѓународна соработка и правна помош доколку не ги развијат внатрешните механизми на размена на информации и податоци на заедничка соработка на национално ниво. Поаѓајќи од оваа потреба, обвинителството има подпишано меморандум за соработка со повеќе институции. Има свој представник во Националниот координативен центар за сузбивање на организираниот и тежок криминал, а овој месец во Љубљана јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Финансиската полиција, Управата за финансиско разузнавање,
Управата за јавни приходи и Централниот регистар подпишаа заеднички насоки за финансиските истраги во Република Северна Македонија. Сакам исто така да истакнам, како што кажа и министерката за правда, дека од ноември 2018 година имаме прв јавен обвинител и во Европравда. Ова, заедно со веќе подпишаните меморандуми за соработка со обвинителствата со државите од регионот, создаваат основи за непосредна и успешна соработка во откривањето и гонењето на криминалот. На крајот сакам да истакнам дека борбата со криминалот и корупцијата е наша приоритетна задача и јавното обвинителство транспарентно, неселективно и одлучно ќе ги гони сторителите на кривични дела. За таа цел неопходна е посветеност, соработка меѓу институциите и соработка на меѓународен план.